Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната емисија. Моето име е Деспина Ковачева и денеска ќе дискутираме за една интересна тема. Прашањето е: дали нам на вистина ни е потребно истегнување колку што е сфорсирано насекаде околу нас? Предпоставувам сме слушнале многу пати за одредени фрази кои што се кружат околу теретани и слично, а тоа е: мора да се истегнеш пред тренинг, внимавај додека се истегнуваш може мускула да го скинеш, и што подлого го држиш истегнувањето, тоа подобро. И па, драги пријатели, сите овие се митови и не се точни во ниеден случај. Прво, ако ти сакаш да се загрееш за одредена физичка, ако сакаш да почнеш физичка активност, доволно е само да се загрееш. Друго, ти да искинеш мускул при истегнување, треба да направиш некое огромно движење кое што до сега не си направил, да скокнеш, да рипнеш, да се повредиш и нема само мускул да истегнеш, него ќе направиш и сериозна здравствен проблем. И трето, колку и да држиш ти одредена позиција во која што се истегнат, на мускулот му е доволно секунда до две за да се истегне и да се врати во првичната позиција. Ти подоцна може да држиш 10 и 15 секунди ако сакаш, нема да постигнеш ништо дополнително од тоа. И па зошто тогаш ако истегнувањето и всушност не е главно во нашиот тренинг и не ни е потребно за да се подготвиме за тренингот, зошто тогаш не нам толку и ни треба? И па за почеток, може и не ни е потребно, но да, треба да го практикуваме. Истегнувањето е поврзано со виталноста на телото, со разгибаноста, како ние се движиме, како е нашиот став и слично. Ако ние сакаме да бидеме повитални во староста и да можеме да имаме подобро движење, стоење, да можеме да бидеме пофлексибилни, апсолутно истегнувањето е тука голем дел од тоа што ние треба да го правиме. Значи се работи за основни вежби кои што се прават, дали наутро рано, дали после тренинг, да се олабави мускулот, да се истегне, да се врати у првичната позиција и слично. Истегнувањето е многу голема важност за оние луѓе кои што имаат професии пред компјутер, во стоечка позиција, на места каде што ите сме седеле подолг период, еве на пример кино, знаеме колку тоа е неудобно. И ако седиме во одредена позиција, ние не приметуваме на нам колку мускулите ни се згрчени одреден период. Најчесто тоа е саат, 2-3, па и на работа до 8 часа фиксни на столче, и мускулите се толку привикнати на тоа, на тој начин на седење, што они после тоа кога ќе станеме директно знаеме да се укочиме, знаеме да чувствуваме хронична болка, масажи да плаќаме и тие да ни функционираат долг период, затоа што мускулите не се регенерираат одма. Затоа треба да практикуваме истегнување минимум барем еднаш-два пати во текот на денот, чисто за да ни се врати течноста во мускулите во нормала. И сега, јас се дискутирав за фактот дека истегнување не ни е толку битно, освен ако не сакаме правилно движење на телото, понатаму виталност да имаме и слично. Но дали сте размислиле зошто на првата работа која што ја правиме ние наутро са бајле е да се истегнеме во кревет? Јас го сретнав ова прашање и мене ми се вида многу интересно. И ја всушност дознав дека нашите мускули ја спуштаат целата течност во мускулите надоле по рбетниот дел, бидејќи ние спиеме. Тие се опуштаат, влакненцата во мускулите се олабавуваат и тие всушност немаат никаква функција, не работат во текот на нашето 6 до 8 часовно спиење и тие се разлабавени. Колку се разлабавени, толку и се стегнати на одреден период, затоа што ние сме го научиле телото да спие на позиција која што ни е удобна, и има мускули кои што се ептен разлабавени, и има мускули кои што не држат фиксни за да можеме да спиеме. Во моментот кога ќе се разбудиме, ние ги размрдуваме мускулите и тие се разместени, не се во природен тек, не функционираат нормално. И затоа ние кога се истегнеме, влакненцата повторно се спојуваат, течноста во мускулите се распределува еднакво и мускулите се подготвени за функција. Со тој нивен мал процес нам не подготвуваат за следниот ден и за сите наши активности. Интересно, нели? Затоа, дечки, тегнете се почесто, внимавајте на своето здравје, бидете внимателни околу тренинзите и практикувајте се почесто здрави навики. Толку од мене, се гледаме во наредната епизода. Чао, чао!